Холандскиот град Амстердам представи неверојатен подводен паркинг за велосипеди, со кој се олеснува патувањето низ градот за жителите и се ослободува просторот на улиците. Паркингот се наоѓа во главната станица во Амстердам, која секојдневно ја поминуваат околу 200.000 луѓе, од кои половината се возачи на велосипеди. Изградбата на паркингот траела 4 години и чинела неверојатни $65 милиони. Паркингот е наменет исклучиво за велосипедисти и има 7.000 велосипедски места. Новата гаража е најголема во градот. Пријавувањето е бесконтактно, а првите 24 часа се бесплатни. На проектот се работело 4 години. Гаражата е последниот дел од обемниот редизајн на големиот плоштад пред централната станица во Амстердам, кој започна во 2017 година. Над земја, плоштадот е исчистен од автомобили, а подземја е проширен со нова станица од подземната железница. Новата главна станица, како и старата, е целосно обкружена со пристаниште, а со новата гаража наскоро ќе исчезнат сите држачи за велосипеди во областа на станицата, со цел да се направат улиците побезбедни и почисти. Гаражата се наоѓа под водената површина на каналот. Градот Венеција планира да почне да го наплаќа влезот во историскиот центар за сите посетители. Поточно ќе се плаќа такса во износ од 2,5 до 10 евра, за да го ограничи масовниот туризам кој го задушува градот. Иако оваа нова градска такса беше најавена за почетокот на оваа година, сепак градските власти ја одложија за уште 6 месеци, бидејќи не биле навремено инсталирани премините каде ќе се наплаќа влезницата. Затоа, во првата половина од 2023 година, вклучително и во периодот на познатиот венецијански карневал од 4 до 21 февруари, нема да треба да се плаќа за влез во градот. Истата мерка предвидува и дека на дневно ниво ќе се ограничува колку луѓе ќе смеат да влезат во Венеција. Многу места во светот го ограничуваат бројот на посетители со цел да ги заштитат знаменитостите. Откако бил заборавен во колиба на американска фарма, повторно откриеното платно на фламандскиот сликар Ентони Ван Дајк е продадено за повеќе од $3 милиони на аукција. Делото е студија за подоцнежна слика, направена од фламандски мајстор по име Сент Джером. Конечната верзија се наоѓа во музеј во Ротердам. Студијата која прикажува гол постар маж како седи на стол е единствена од неколку причини. Тоа е едно од двете големи студии што Ван Дајк ги направил врз основа на живи модели. Најверојатно бил насликан помеѓу 1615 и 1618 година, кога Ван Дајк бил млад уметник и работел заедно со Питер Пол Рубенс во Антверп. Сликата е продадена во четвртокот за $3,1 милион. Дел од приходите ќе одат за фондацијата Алберт Робертс, која обезбедува финансиска поддршка за уметниците. Кога една љубопитна мечка наишла на камера во близина на градот Болдер, Колорадо, тоа резултирало со направени стотици селфи фотографии. Којоти, дабари, пуми, црни мечки, секакви видови птици и многу други суштества живеат во околината на овој американски град, па тамошниот одел за околина и паркови ги следи со поставени камери. Тие биле вчудоневидени кога провериле една од многуте камери и виделе дека од вкупно 580 фотографии, околу 400 биле од една мечка. Повеќето животни не ги забележуваат камерите, но службениците велат дека оваа мечка по се изгледа била магепсана од камерата. Фотографиите ги насмеале, па решиле да ги споделат. Мечката може да се види сликана од повеќе агли.